Како ви се допаднаа предавањата на брат Андреј Орошано? Ги следеше? Што најмногу запамтивте? Што најмногу ви остана во главата? Од сето тоа? Знаете, обично, кога ќе слушнете многу работи, кога ќе доживеете некои работи, не само слушање, и кога ќе помине многу време после тоа, пример, дури и цели на училиште што сте учеле, цели лекции, цели предмети, факултети, испити, кога ќе помине многу време од сето тоа, колку се памти од сето тоа? Се памти ли нешто од сето тоа? Има нешто што останува. Има нешто што останува и останува стално за секојаш. Но повеќето работи, може би 99%, не се памти, тоа се заборава. Што е тоа што останува обично? Останува она што ни оставило најсилен впечаток. Секогаш, од било кое искуство, учење, останува само она што оставило најсилен впечаток. Така или не е така? И после тоа може да го памтите до крај на живот. Баш тој детаљ. Колку пати сте читале Библијата? Колку стихови знаете на памет? Кога денес би завршил вашиот живот, што е тоа што единствено нешто најмногу би го запамтиле од Светото писмо? Што е тоа што ви оставило најсилен впечаток? Значи, све друго да заборавите, што ќе запамтите, што ќе остане за паметење. Прашање за размислување. Сепак, за да некои работи ни останат поврежани во умот, денес имаме малку повторување, бидејќи повторувањето е чија мајка? Незнаењето. Па да отвориме уште еднаш во посланието до евреите. Послание до евреите, 9 глава, и да се подсетиме на некои битни вистини, кои што треба да ни бидат врежани во нашиот ум. Евреите, 9 глава, ќе почнеме да читаме од првиот стих, па понатаму. Мило ми е што брат Андреј ја спомена и маната во своите предавања. Се прашувам на кој начин се загубила таа мана. Сте размислували? Како е можно да исчезне? Тоа лонче со мана се наоѓало внатре во ковчегот на заветот. Интересно. Навистина, малку енигматично, но интересно за размислување. А самиот Исус шо ветува во
пораката до 7 цркви, дека на некој што ќе победи, ќе му даде да јаде од скриената мана. Го знаете тој стих? Од скриената мана. Зашто е наречена скриена? Зашто Христос ја нарече скриена мана. Значи е скриена. Значи не во смисъл се загубила као интересно е што Исус ја нарекува скриена, како што из целиот ковчег е денес скриен. Постои, но е скриен со 10 заповеди во него. Значи, скриено е. Господ го ги сокрил. Значи, има основа за верување дека Господ ја зел таа мана, како и Ароновиот жезал, бидејќи израелците не биле достојни за неа. Значи, им се огадила таа храна, не ја сакале повеќе, и тоа што ти се огадило, дарот кој што не го цениш, Божиот дар кој што не го цениш, ќе ти биде земен, ќе ти биде повлечен. Но Господ го чува тоа. И ветува, ќе ти дадам да јадеш од скриената мана. Сакате да пробате мана? Таа мана? Точно. Јован 6 глава, ќе дојдеме и со лекцијата таму. Ќе биде интересно за проучување, но пред тоа е 5 глава во Витезда. Таа е многу интересна. Не знам таа дали ќе биде следната сабота наред во Евангелието според Јован. Но ние да продолжиме со Евреите 9 глава, каде што се споменува маната повторно, во 4 стих, но додека стигнеме таму, ќе почнеме од првиот. Евреите 9 глава од првиот стих па надолу. Така и во првиот завет имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Ја почнав да читам од ревидираниот превод, се сеќавам дека пред 3 недели читав од Константинов, па да се отвори и тоа. Секако и првиот завет имаше наредби за богослужение и земно светилиште. Само уредби и наредби е единствената разлика помеѓу двата превода. Прашањето беше: кој е овој прв завет што го споменува апостолот во првиот стих? Така и првиот завет имаше уредби или наредби за богослужение и земно светилиште. Кој е тој прв завет? Кој беше првиот завет? Во претходната 8 глава тој ги споменува двата завета и ни кажува кој бил првиот завет за кој што зборува. Пример во 8 глава, претходната значи глава, 7 стих, тој напишал вака: зашто ако првиот завет беше без недостаток или без мана, тогаш немаше да се бара втор, или според Константинов, не ќе се бараше место за вториот завет. Кој бил првиот завет? Се уште не знаеме. 8 стих. Но укорувајќи ги вели: ете идат денови, вели Господ,
и со домот Израелов и со домот Јудин ќе склучам нов завет. Тоа е цитатот од книгата на пророкот Еремија. 31 глава, 31 стих. Цитатот од Еремија до 34 стих. Уште во времето на пророкот Еремија, кога постоел првиот храм, Соломоновиот храм, и во него постоеле и ковчегот на заветот со 10 заповеди и Божјата видлива слава, шекината, Господ најавил нов завет. Тоаш кој бил стариот. Но не таков завет, каков што склучив со татковците нивни во денот кога ги фатив за рака, за да ги изведам од земјата египетска. Зашто тие не останаа во мојот завет, и јас ги оставив, вели Господ. Видите каков речник користи Господ. Ги фатив за рака да ги изведам од земјата египетска. Што значи ова? Кога Израел, има еден стих во книгата на пророкот Осија, кога Израел беше мал, беше дете, го фатив за рака и го изведов од Египет. Кого факете за рака, за да го однесете некаде? Некој што не може сам. Малите деца. Некој што не може сам да отиде таму. Или е опасно ако го пуштиш сам. Ако се обиде сам. Ке загине, ке го сгази кола, воз, било како. Дали Израел можел сам да излезе од египетското робство? Не ни можел. Дали можел сам да се насели во ветената земја? Не ни можел. Дали воопшто ќе можел да постои израелски народ сам, без Господ, без Божјата сила? Дали можел? Можел ли Израел сам да излезе од Египет? Можел ли сам да се насели во ветената земја? Може ли да го преживее патот низ пустината сам? Што ќе јаде, што ќе пие? И змиите ќе го искасаа. И после сето тоа што го слушавме и минатиот викенд, Господ вели едноставно, тие не останаа во мојот завет. Тие не останаа и затоа јас ги оставив. Ова се страшни зборови. Дали сакате да бидете оставени? Сакате да бидете оставени? Не од маж или од жена, сакате од Господа да бидете оставени. Страшно нешто. Никогаш да не го оставиме Господа, за да не бидеме оставени од Него.
Но овој е заветот што ќе му го дадам на домот Израелов во оние дни, вели Господ. Каков е сега овој завет? Ќе ги врежам законите своји во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам и ќе бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. И ниеден нема да го учи својот ближен, и ниеден брат од свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат, бидејќи ќе бидам милостив кон нивните неправди и за гревовите и беззаконијата нивни нема веќе да се спомнувам. А кога вели нов завет, првиот го направи застарен. Или Константинов вели, исто застарен. А што е старо и застарено, близу е до исчезнување. Така заврши 8 глава и го прочитавме целиот втор дел од неа. И сега, во првиот стих од 9-та, така и првиот завет, сега знаеме на кој завет се мисли. Првиот завет. Кој беше првиот завет? Во кој што израелците не останале во него и затоа Господ ги оставил. Кој беше првиот завет? Каде беше склучен првиот завет? На Синајската гора, на Хорив, планината Хорив. Синај е врвот. Синајскиот завет е овој прв завет. Што е маната на тој завет? Што е било недостатокот на тој завет? Што е недостатокот? Вика, ако првиот завет беше без недостаток, немаше да има место за втор. Што е проблемот со првиот завет? Зошто имал недостаток првиот завет? Заборавиле. Значи, Алцхаймерот, што го спомна Андре. Лесно забораваме. А што е предноста на новиот завет? Како е опишан уште во Еремија, новиот завет? Зашто ќе ги врежам законите свој во мислите нивни и во срцата нивни ќе ги напишам. Значи, што е недостатокот? Значи, 10 заповеди напишани на камени плочи, на сафировите плочи, да, тоа било недостаток. И сега вели, првиот завет, значи фаличниот завет, имаше уредби за богослужение и земно светилиште. Значи, земното светилиште, целото земно светилиште, такво каков што беше светилиште на Стариот завет. Со се што е во него. Значи, и ковчегот на заветот, и плочите на заветот, 10 Божи заповеди. И маната, да. Сега може да прашаме, имаше и маната, беше и маната фалична, имаше недостаток. Слушнавме доста на таа тема од брат Андреј, но се сеќавате што рече Христос, а ќе дојде и тоа наред да го проучуваме во библиската pouка. И Андреј тоа го цитираше исто така од Јован 6 глава. Вашите татковци јадеа мана во пустината и изумреа. Маната беше добра да те одржи физички за време на патувањето низ пустината, но дали маната беше храна за живот вечен? Не. Значи, мнозина јадеа од таа мана и загинаа. Загинаа во пустината заради неверување, загинаа заради роптање, заради бунтовност против Бога. Замислите, земјата се отвараше, ги проголта Корей, Датан и Авирон и сите нивни следбеници.
еден куп илјадници, десетици илјади загинаа, испокасани и од змии, и загинаа кога Господ ги сотре заради блудот со керките мадијамски и во разни други ситуации. Сите тие јадеа мана, го јадеа чудесниот Божји леп од небото, но загинаа. Тие не останаа во заветот, не останаа верни на Господа. А кога Господ ќе го напише својот закон во нашите срца, тогаш тука нема утка. Тука нема недостаток. Тогаш ниеден дури нема да го учи својот ближен и својот брат, познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. И го поставивме и ова прашање: дали ние живееме во новиот завет? Да си го поставиме тоа прашање за себе. Дали, ако сакаме да го одговориме искрено ова прашање за себе лично, дали живеам во новиот завет? Што треба за да си проверам за себе дали живеам во новиот завет? Кои други прашања треба, кои тестови треба да си ги извршам? Според ова што го читавме. Значи, дали Божиот закон е напишан во моето срце? Дали е врежан во моите мисли? Што е добар тест? За да си одговорам на прашањето дали живеам во новиот завет. Дали Божиот закон е запишан? Видите, има многу христијани кои што велат тоа е Стар Завет. Тоа што зборите е Стар Завет. 10 заповеди тоа е Стар Завет. Значи, и сега ние живееме во Новиот Завет. Така? Значи, има многу христијани кои што не ни знаат за 10 заповеди, не ни ги знаат кои се. Видите, ако интересно, понекогаш треба да се направи ова анкета, да се шета низ Скопје, например, може дори на влезот на православни храмови, каде што и обично се собира или за време на големите празници, како јас 2001 година правев анкета во саботата навечер пред Христовото воскресение. Правев анкета колкумина од вернициве што присуствувале на Великденската литургија стварно веруваат дека Христос воскреснал од мртвите. Ме интересираш. Сега би требало да правам анкета. Се zanimам дали имам една анкета, дали ги знаете сите 10 Божји заповеди? Кои се? Се сеќавате кога сте отвориле муабет на оваа тема, обично луѓето знаат да го спомнат изразот 10 заповеди. Меѓутоа, како пример, не почнуваат од првата, туку најчесто што кажуваат како пример од 10 заповеди? Не лажам, не крадам, никого не сум убил, од каде почнуваат? Тоа е отприлика како што ние луѓето си ги броиме годините од животот. Никој од нас не почнал да ги брои годините од почеток. Сите почнавме некаде од 6-7 години. Некој порано, некој подоцна. Но никој од нас, кога бил бебе, не знаел да каже, јас сум сега 6 месеци стар, јас сум 10 месеци, сега наполнив 10 месеци. Па го прославив некна, го прославив првиот роден ден. Не. И така почнуваат ниту од 5-та, таму од 6-та заповед натака. Тие се најпознатите заповеди. Интересно што се скока 7-та, значи 6-та и 8-та така некако.
Така некако, да, седмата се скока. Да. Десетте заповеди ниту ги познаваат. Како може да живеам во Новиот Завет ако не ги познавам десетте заповеди? Да, тоа што десетте заповеди беа запишани на камени плочи и само таму, тоа беше недостаток. Меѓутоа, може ли ја да живеам во Новиот Завет ако не ги знам, не ги познавам десетте заповеди? Може ли да живеам во Новиот Завет кога Новиот Завет е опишан така што Господ вели ќе ги врежам законите своји во мислите нивни? Може ли да заборавиш нешто што е врежано во твоите мисли, во твојата глава? Може ли да заборавиш нешто што е врежано во твоите мисли? И не само таму, и во срцата нивни ќе ги напишам, и ќе им бидам нивни Бог, а тие ќе бидат мој народ. Какви зборови? Дали е Господ наш Бог? Или имаме други богови? И божици? Дали постојат и како во старо време, не само богови, и божици постојат. Дали сме ние Божи народ? Дали го познаваме Господа? Дали имаме потреба од проповедници? Имаме потреба од свештеници? Но ако имаме потреба од свештеник, проповедник, теолози, разни посредници, живееме во Новиот Завет? Бидејќи Господ вели, ни еден нема да го учи својот ближен, и ни еден брат од свој познај го Господа, зашто сите од мал до голем меѓу нив ќе ме знаат. Ако го земеме овој тест, а ќе прочитаме во 9 глава многу повеќе тестови, но само ова досега што го споменавме, ќе видиме дека огромното мнозинство христијански свет од сите верски заедници воопшто не живее во Новиот Завет. Огромното мнозинство дури и не знае што е тоа. Огромното мнозинство, барем денес, воопшто и не чита Библија. Освен што ќе прочитаме некои цитати на Фейсбук, може би. Но не читаме Библија редовно во нашите домови. Продолжуваме со 9 стих. Се враќаме на шаторот, на скинијата, 2 стих. Зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, вели Константинов, и така го преведува изворниот текст, каде што оригиналот вели првиот шатор или првата скинија. Зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, во кој беше светилникот и трпезата и положените лебови, што се вика светиња. Првиот дел, така. А зад втората завеса на шаторот беше другиот дел, наречен светиње на цветињите, со златниот жртвеник за кадење и ковчегот на заветот, опкован со злато од сите страни, во кој беше златниот сад со мана и со расцутениот Аронов жезол и плочите на заветот, а над него херувимите на славата кои го засенуваа по клопецот на помирувалиштето. А за се ова сега не може да се зборува подетално. А каде може да ги најдете деталите од сето ова? Од ова апостолско резиме за земното светилиште, неговиот распоред и се што се наоѓало во него,
Каде може да ги најдеме деталите? Во Мојсеевите книги, точно. 6 стих. При таков распоред, значи сиот овој распоред е распоред на земното светилиште, а земното светилиште е светилиште на кој завет? На првиот завет, на фаличниот завет, на Синајскиот завет, на Стариот завет, заветот кој што имал недостаток. Много интересно. При таквиот распоред, во првиот дел на шаторот, секогаш влегуваат свештениците кога ја извршуваат својата служба. Кога ја вршиле свештениците во Стариот завет, старозаветните свештеници, с нивната служба во првиот дел од светилиштето. Секој ден, освен еден. Седмиот стих, а во вториот дел, во светините на светините, значи, само првосвештеникот еднаш во годината. Кога беше тоа? Јом Кипур, денот на помирувањето. Само еднаш во годината, тогаш па никој друг од свештениците не вршал служба, ниту влегувал во светилиштето. Првосвештеникот ја вршал тој ден, ја вршал цела служба и во предворието, каде што се пренесувале, се пренесувал на жртва прво и волот за неговите гревови и гревовите на неговото семејство, потоа и јарецот, господовиот јарец, за помирување на целиот народ. И во првиот дел, и во вториот дел. Значи, првосвештеникот ја вршал службата во сите одделенија на светилиштето, на Јом Кипур, но само тој ден можел да влегува во вториот дел, во светињата на светињите. А и никој друг не вршал служба освен него, било каде во светилиштето, во тој ден. Значи, само првосвештеникот еднаш во годината, во светињата на светињите, во вториот дел, и тоа не без крв, што ја принесува за своите и за гревовите на народот направени од незнаење. Видите, ова е интересен детаљ, минатиот пат не го споменав. Во Стариот завет, во светилиштето и земните свештеници се вршело помирување, посредување и помирување само за гревовите направени од незнаење. Сте го знаеле ова? Значи, за дрски, намерни, бунтовни гревови. Смрт. Законот бил смрт. Само за гревовите направени од незнаење. Меѓутоа и стандардот на тоа што е грев бил понизок отколку во Новиот завет. Да продолжиме. Дојдевме до 8 стих. Значи, откако накратко го опишал земното светилиште, неговиот распоред и службите во двата дела од земното светилиште, сега дојдевме до 8 стих и ќе го повториме уште него денес. Со тоа, со што? Со сето ова претходно. Целото земно светилиште, неговиот распоред, неговите два дела, што имало во двата дела и каква служба вршеле свештениците и во едниот и во другиот дел. Со сето ова, Светиот Дух покажува, нешто покажува, Светиот Дух нешто сакал да покаже со сета ова илустрација. Што сакал да покаже?
според апостолот. Пред да продолжам да го споменам и ова. Сте чуле за изреката дека една слика, 1000 зборови. Зошто е кажана ваква изрека? Она што го споменав на почеток. Што повеќе полесно се врежува во вашиот ум? Кажани или прочитани зборови или слика? Што подобро се памти? Знаете, внук ми Даниел на времето требаше да прочита лектира за школу, се викаше Чарлз Дикенс. Чарлз Дикенс авторот, да, благодаря. Оливер Твист, да. И бидејќи уште во тоа време, во негово време, досадно беше да се читаат книги. Денес па не знам дали читаат воопшто. Не знам, вие што бевте минатата недела на делење книги, знаете. Денес се зјапа во екрани, денес не е време за читање книги. Затоа и интелигенцијата денес на општеството е паднато на многу ниско ниво во однос на поранешни генерации. И Даниел реши, нема читање книга. И го најде филмот Оливер Твист и го изгледа цел филм. Се не знам колко тоа му помогна. Но дури е поинтересно да го гледам филмот, отколку да читам лектира. Зошто? Па затоа што имам работа со слики. Сликата е поинтересна. Особено движените слики, значи филмот, поинтересно од читање книги. Сега веќе бидејќи имаме историја позади нас и на така наречената филмска индустрија, зошто старите филми, кога денес би гледале стар филм, дури и такви кои што на времето ми биле интересни, зашто сега старите филмови се од минатиот век, например, досадни за гледање? И сега, дори се поставувам прашање, дали знаете зашто пак старите филмови биле толку досадни, според денешен критериум, затоа што многу се збори во нив. Во старите филмови има многу муабети, многу зборење. Даниел па толку се нервираше на такви работи, што еднаш се изнервира детето, мал беше се уште, и рече, за еден филм што го гледавме, па овие само зборат! И се откаже, готово, нема. Толку беше досадно. А дали знаете зашто старите филмови, во старите филмови многу се збори? Им требало луѓе да сватат, им требало време на луѓето да сватат, дека кога се прават филмови не мора толку да се збори. Може да бидат и попрости, со помалку зборови, а со повеќе акција, слика, илустрација и така натаму. Знаете, тоа е искако да прашаш зашто првите автомобили личат на старите кочии. Како изгледаат по шасија првите автомобили? Зашто? Затоа што такви биле кочиите. Значи, на почеток не можело да направат, пример Хенри Форд, да направат некој денешен современ дизајн на шасија. Не можело тоа веднаш на почеток пред 100 години таков автомобил да се произведе. Првите автомобили што ги произведувале пред 100 години личеле на кочии. Затоа што луѓето пред да има автомобили, се возеле во кочии, па сега тоа било најблиско, тоа било достапно, така да речем. Пред да почне, значи, само требало на кочијата да изставиш мотор, да не ја движи конј, туку моторот.
А дури подоцна почнале да се замараат, па сега што мора да личи на кочија, дај ќе направиме друг дизајн. Поинако да изгледа автомобилот. И така натаму. Така и старите филмови личат на романи. Романи, лектири, кај што многу се збори, кај што треба да прочиташ 1000 страници. Кај што треба во својот ум да си изфантазираш сцени за тоа што го читаш и така натаму. Денес е тоа супер здодевно. Сликата е нешто најубаво за луѓето. Таква е нашата грешна природа. И затоа самиот Господ се послужил со слика, со илустрација. Гледајќи го светилиштето, гледајќи ги службите во него, тој призор требало да се вреже во мислите на израелците, за да сватат нешто. Но за жал не го сваќале. За жал до ден денес не сваќаат некои работи. Но кога самите христијани не сваќаат, што мислат дека живеат во новиот завет, што остана па за евреите што се уште се без Христа? 8 стих. Со тоа Светиот Дух покажува, значи со сето тоа, сиот тој опис на светилиштето и службите во него, со тоа Светиот Дух покажува дека патот во светињата на светињите, вели Константинов, уште не е откриен, додека се уште постои првиот дел на шаторот. Сега тука да застанеме. Дали го свативте ова? Дали го сваќаме сега ние, 8 стих? Прво веднаш да споменам дека преводот светињата на светињите во 8 стих не е точен. Изворниот текст не вели ниту светињата на светињите, ниту вели светињата, ниту вели светилиштето. Знаете што вели изворниот текст на ово место? Светињите во множина. Со тоа Светиот Дух покажува дека патот во светињите уште не е откриен. Што е пак сега ова? Патот во светињите уште не е откриен, додека се уште постои што? Што читате? Првиот дел од шаторот. Сега го свативме, ово до сега го свативме се. Само 8 стих го свативме. Да забележиме сега конкретно. Сега ќе сватиме зашто мнозина преведувачи, не само Константинов, зашто мнозина преведувачи погрешно го преведуваат изразот светињите во овој стих со светињата на светињите. Зашто што ги тера така? Не е само Константинов. Не е тоа го има во многу англиски, посовремени англиски преводи. Тоа го има во многу други преводи. Апостолот пишува се додека се уште постои првиот дел на шаторот. Што беше првиот дел на шаторот? Според описот од претходните стих. На дворот мисли? Не, според 9 глава, значи според истата глава, значи каде читавме? Вториот стих. Зашто беше приготвен првиот дел на шаторот, во кој беше светилникот и трпезата и положените лебови, што се вика светиња. Во еднина светиња. Значи, кој е првиот дел според
описот што го читавме во првите стихови од главата, кој е првиот дел на шаторот? Светињата. Таму каде што биле светилникот, седумкратниот светилник, трпезата и положените лебови. Тоа беа бесквасните лебови. И тој прв дел се вика светиња. И сега апостолот ни вели во 8 стих дека со сето ова, со целото старозаветно богослужение, со целиот старозаветен храм, со неговиот распоред, со неговите служби во него, со сето тоа, Светиот Дух покажува дека патот во светињите, множина, се уште не е откриен, додека уште постои првиот дел на шатрот, или додека уште постои светињата. Ама не целото светилиште, не целиот земски храм, туку само првиот дел, додека се уште постои светињата, првиот дел. Зошто напишал вакво нешто? Дали ние го знаеме ова? Дали сме го знаеле ова? Благодарам на искреноста. Тоа следниот стих го кажува. Вели, значи, 8 стих заврши со зборовите, додека уште постои првиот дел на шаторот, и сега 9-тиот, кој, на што се однесува кој? На првиот дел на шаторот, на светињата. Кој е символична слика за сегашното време, според која, символична слика, се принесуваат дарови и жртви кои во однос на совеста не може да го доведат до совршенство оној кој му служи така. Зашто се заставуваат само врз јадење и пиење и разни миења, како прописите за телото наложени до времето на поправањето. Го разбрашме или пат 9-тиот стих. Барем нешто може да разбереме. Првиот дел од шаторот, светињата, бил символична слика за кое време, времето во кое што се принесуваат овие дарови, овие жртви, кои што не можат да го усовршат човека. Кои биле тие дарови и жртви, и сите други обреди што ги споменува, и миења. Кои биле сите тие обреди и дарови и жртви, кои што не можат да го усовршат човека? Животинските жртви. Целата значи, првиот дел од светилиштето бил символ за целата старозаветна служба, заснована на животинска крв, животински жртви и разни други обреди, што биле телесни обреди, и миење на рацете до лакти, и ова, и еден куп. Зошто првиот дел од светилиштето бил символ на целата старозаветна служба? Зошто само првиот дел? И сега, апостолот ни рече во 8 стих, дека додека постои тој првиот дел, не целиот храм додека постои, или целото светилиште, земско. Туку додека постои само првиот дел од земското светилиште, од земскиот храм, патот кон светињите се уште не е отворен. Го разбираме ова? Што се светињите, чии што патот за кон нив не бил отворен, додека постоел првиот дел од земското светилиште, а после тоа патот кон светињите е отворен. Интересно прашање. Точно. Светињите се однесува на небесното светилиште. И сега, ако си го поставим прашањето библиски, како би го одговориле? До кога постоел првиот дел од шаторот, односно храмот,
До кога постоел првиот дел од земското светилиште? Завеса. Значи, Библијата не известува дека кога Христос издивнал на крстот, а пред тоа ги кажал зборовите се сврши, завесата од храмот се скинала без човечка рака, што значи кој ја скинал? На два дела. И сега, според толкувањето на апостолот, кинењето на завесата, значи Господ не го уништил храмот, кога Христос се издивнал на крстот, Господ не го уништил храмот. Да биле евреите верни, храмот ке си постоел до ден денес. И во тој земски храм ќе се вршеа новозаветни богослуженија. И затоа ќе видиме понатаму овој месец да даде Господ живот и здравие. Како би изгледало новозаветното богослужение во земскиот храм. За жал, историски тоа не се случило. Иако уште во Исаија читаме, најавено е дека мојот дом ќе се нарече дом на молитва за кого? За сите народи. И ако читаме и други такви стихови во Исаија уште, ќе видиме дека таму Господ најавува дека дури од други народи ќе земам свештеници и левити, од други народи ќе ми бидат свештеници. Значи нема да бидат само израелци, а и не биле и сите израелци во Стариот Завет свештеници, туку само левитите, затоа се така наречени потомците на Левиевото племе. Се разбира само мажи од Левиевото племе. Ке земам и од други народи свештеници, вели Господ. Значи, Господ уште дамна, уште во Стариот Завет најавил како ќе изгледа новиот завет, како ќе изгледа новозаветниот храм, како ќе изгледа новозаветното богослужение, кој се ќе може да биде и свештеник во новозаветното богослужение. Најавил големи промени. За жал тоа на земјата се уште не се случило, бидејќи израелскиот народ не влегол во новиот завет. Израелскиот народ не ја прифатил единствената жртва која што очистува, усовршува, помирува. А дали ние сме го прифатиле сето тоа? Дали ние сме влезени во новиот завет? Дали ние сме помирени со Господа? Дали нашата совест е очистена од секој грев? Застанавме кај 9 стих, така? 10 го прочитавме исто така. И само 11. Но Христос, но Христос, контраст, кога стана првосвещеник на идните добра, со поголемо и со посовршено светилиште. Кое е пак ова? Небесното. Значи, небесното светилиште е светилиштето на кој завет? На новиот завет. Земското светилиште беше наречено светилиште на првиот завет. На стариот, значи. Во 8 глава, 6 стих, кој не го прочитавме пред тоа, за Христа напишал: а сега тој доби толку подобра служба и стана посредник на подобар завет, кој е утврден врз подобри ветувања. Тоа е новиот завет. А тука во 9.11, но кога Христос стана првосвещеник на идните добра, со поголемо и со посовршено светилиште, неракотворено, односно не онакво како што се прави на земјата.
12 стих, ниту со крв козја и телешка. Зошто ги споменува козја и телешка? Зошто баш овие животни ги споменува? Каде се користела во Стариот Завет козја и телешка крв? Ете, не вели јагнешка, например. Козја и телешка. Контрастот го прави со Јом Кипур. Првосвещеникот принесувал, телешката крв беше за него и неговото семејство, а јарешката за целиот народ. На козелот или јарецот, господовиот јарец, а постои другиот јарец за Азазел, кој што бил бркан во пустината. Сега, контрастот е дека Христос влезе во небесното светилиште не со крв козија и телешка, туку со својата крв влезе во светилиштето еднаш за секогаш и изврши вечен откуп. Сега, ќе продолжиме следниот пат, ако даде Господ живот и здравие. Само до тука, до 12 стих, беше доволно за да докажеме дека светињите од 8 стих во множина се однесува на небесното светилиште. Зошто светињите? Зошто множина? Зато што и во небесното светилиште има два дела. Меѓутоа, патот за небесното светилиште не беше отворен се додека постоеше првиот дел, првиот од двата дела на земното светилиште. Го разбирате ова? И зошто? И кога Христос умре на крстот, Господ само ја скина завесата. Што покажал со тоа? Од што? Значи, кога ќе ја тргнеш завесата што е граница помеѓу двата дела на земното светилиште, на земскиот храм, според апостолските зборови, испаѓа дека си го тргнал, си го отстранил првиот дел од светилиштето. И сега, кога нема завеса, значи нема два дела во земското, и тогаш целиот простор, што го сочинувале двата дела, станува што? Едно, и тоа едно е, како да е целиот простор, она што било светињата над светињите. Бидејќи веќе не постои завеса, не постои нешто што те одвојува од она место каде што бил Божиот престол, ковчегот на заветот. Да нема ни ковчег во вториот храм, тоа е повторно заради неверството на Израел, но ако претпоставиме дека има таму и Божи ковчег, и поклопецот на милоста, и видливо присутен Господ во светињата над светињите, ако нема завеса, тогаш било каде да се наоѓаш во светилиштето, во зградата или во шаторот, ти си во видливо Божјо присуство. Значи, зато, како ќе ја трнеш завесата, целиот простор на земското станува како тоа што било светињата над светињите пред тоа. И затоа мнози на преведувачи, како и Константинов, така ги преведуваат светињите во 8 стих, светињата над светињите, меѓутоа тука прават грешка со тоа. Бидејќи сепак небесното светилиште си има два дела, не значи дека тоа таму, дека тоа горе таму престанало да има два дела, туку дека земското престанало да има два дела. Од некоја многу важна причина, која што ја видовме во 9 глава. Дали ова до сега е јасно? Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжам следната сабота за да видиме зошто е ова така. Зошто
Зошто само првиот дел бил символ на целата старозаветна служба? Зошто било потребно да го снема првиот дел, за да повеќе нема старозаветна служба? Ако даде Господ живот и здравие, ќе продолжиме следната сабота. Нека му е фала и слава вечно. Амин.